По вчерашната вонредна, Советот на општина Тетово денес одржа и редовна седница. Се дискутираше за прашања поврзани со урбанизам, како и плановите за вработување во основните и средните училишта. Значи денеска во денешната седница има неколку точки, се знае од урбанизам, има неколку точки предлог одлуки за планот за вработување, односно за основните и средните училишта, има исто така предлог одлука за финансиски план на градски паркинг, предлог финансиски извештај, значи од од градски паркинзи, формирање на заедничко меѓуопштинско јавно претпријатие за управување на отпад, исто така некои именувања. Најавено беше именување на еден член од општина Тетово за јавното претпријатие за управување со отпад, кој ќе биде заедничко за сите општини во Полошко. Советот на општина Гостивар денес на вонредна седница донесе одлука за доделување на парична помош за семејствата погодени од разорниот земјотрес во Албанија. За таа намена од општинскиот буџет ќе бидат издвоени околу 1,1 милиони денари. Дел од средствата ќе се префрлаат како директна финансиска помош, а со дел ќе се набават потребни материјални добра кои ќе бидат доставени во загрозените подрачја. Гостивар е град кој што е познат по своето големо срце и сакаме тоа да го покажеме и овој пат. Загубите се големи и човечките животи ништо не може да ги надомести. Сепак, предизвикани се и огромни материјални штети и се надеваме дека со нашиот скромен придонес ќе успееме барем малку да помогнеме во рамките на нашите можности. Затоа ве повикувам вас како советници да ја поддржите одлуката за доделување на средства од општинскиот буџет. Одлуката за издвојување пари за помош на Албанија беше донесена едногласно. Советот прогласи и 3-дневна жалост од денес до петок. На седницата исто така се усвои и одлука за формирање на кризен штаб, во кој ќе членуваат градоначалникот, директорите на јавните претпријатија, претседателот на Советот, секретарот на општината, директорот на здравствениот дом и командирот на полициската станица. Општина Гостивар денес и утре спроведува и хуманитарна акција во која може да се приклучат сите граѓани и компании. Донациите во вид на нерасипливи прехранбени продукти, средства за хигиена, кебиња, вреки за спиење, лекови и слично треба да се доставуваат во објектот на противпожарната служба. Тимот пожарникари од Гостивар од вчера е испратен да пружа помош на терен во Драч, а општината донираше 300 кебиња. Вода, храна, облека. Граѓаните од Тетово на пунктот во противпожарната територијална единица денес можеа да дадат свој придонес за помош на граѓаните на соседна Албанија. На вчерашната вонредна седница, општина Тетово ја донесе одлуката за доделување парична и хуманитарна помош на Албанија заради силниот земјотрес кој се случи во градот Драч. Вчера во повод на земјотресот што се случи рано изутрина во Република Албанија, односно во градот Драч и околината и градот Тирана. Значи, ние како совет имавме на една седница за да им помогнаме на нашите другари и другарки што се таму и нашите соседи се како. Сега во ургентната седница, значи имаше две точки. Едната точка дека имаме две денови на жалост, 27 и 28. И втората точка на дневниот ред беше предлог одлука за доделување на финансиска помош во вредност од 1,5 милиони денари. Тетово ја покажа солидарноста кон своите соседи и покрај паричната помош испрати и околу 10 тони помош во вода, храна и облека за граѓаните на Драч. На Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово се презентираа резултатите од сработениот прирачник, чиј наслов е етичкото однесување на младите во мултикултурна средина.
Прирачникот е поддржан од Министерството за култура, а го реализираше Институтот Макс ван дер Штул и Институтот за истражување, иновации и развој при Штуловиот универзитет. Проектот ќе продолжи да се имплементира и понатаму. Аплицира на втората фаза на проектот, бидејќи Универзитетот на Југоисточна Европа представува уникатен модел на однесување на младите во еден амбиент на мултикултурно општество, кој што е типично и регионот, па ако сакате универзитетот е типичен модел за тоа. Така да денеска ќе имаме прилика да ги слушнеме тие резултати конкретно и на основа на таквите резултати и таквите анализи што се направени во универзитетот да се трасираат патиштата за унапредување, бидејќи никогаш тоа не е доволно, никогаш тоа не е оптимизирано во ваквите општества. Анализите се сработени од страна на ученици кои претходно посетувале обуки за тоа како да спроведуваат истражувања. Заклучокот од анализата е дека етичкото однесување во мултикултурните средини е од големо значење и е суштина на соживотот меѓу различните народи и култури.